денес оваа пресконференција свикаме по повод еден, јас би го нарекол, историски настан во уставно-судската историја на Македонија, бидејќи првпат на пленарна седница во нашата 3-децениска независност се предлог закон за уставни судии од страна на пратениците на левица. Имено сметаме дека треба да ја надминеме она флоскула дека Уставниот суд се саморегулира. Имено тоа не е така, затоа што членот 113 од Уставот предвидува деловникот да се носи само за постапката и начинот на работа на судот, но не и за уставните судии. Имено до сегашното искуство, бидејќи ние како наследник од Југославија сме првата социјалистичка држава која што вовела уставно судство во 63-та година, за жал денес констатираме дека тоа е комплетно урнисано и не ги задоволува барањата за заштита на уставот кој што граѓаните ги имаат од страна на уставните судии. Затоа за првпат предлагаме предлог закон за уставни судии, каде што стриктно ќе се пополни правната празнина која што досега постои во уставот, а тоа е флоскулата истакнат правник. Имено досега постоеше само еден услов за уставни судии, а тоа е да е истакнат правник, па така ни се случуваше правник од селска кооперација да стане уставен судија. Со цел тоа да не биде така, левица предлага новина, имено за првпат лек специјалис за уставни судии. Новините, накратко би ви ги кажал, законот го има веќе поставено на веб страницата. Имено воведуваме јасни и проверливи критериуми за номинација на уставните судии. Председателот предвидуваме да не може да предложи никаков друг правник освен универзитетски професор, поранешен омбудсман или негов заменик, поранешен републички јавен обвинител или адвокат и civil right defender со 20 годишно искуство во заштита на човековите слободи и права. Понатаму од страна на судскиот совет да не може да се предлагаат основни и апелациони судии, тоест само врховни судии и судии кои суделе во меѓународно судство, тоа значи во Страсбург поранешните судии, додека од страна на комисијата собраниска за избор и именување воведуваме неколку критериуми, тоа да биде завршени студии со просек 9, најмалце да биде магистер или доктор на науки, да има објавено релевантни книги или стручни трудови и воведуваме да има само едно државјанство, а не две или повеќе државјанства и да не може да врши, тоест да не вршело политичка функција 7 години пред изборот, тоа значи да не може да биде поранешен министер, поранешен пратеник, поранешен генерален секретар и слично. Следно што е новитет, се предвидува јавен оглас за уставни судии. Потоа за првпат се предвидува номинација од страна на правните факултети, кој што до сега не постоеше, имено до сега само пратениците предлагаа. Се предвидува подкомитет за селекција, каде што во еден широк состав ќе учествуваат универзитетите, академијата, МАНУ, интеруниверзитетската конференција и други релевантни субјекти. И за првпат се предвидува сослушување, односно концептот кој е присутен во западните земји, или интервју на кандидатите, кој што ќе биде пренесуван во живо на телевизија. И за првпат се предвидува разрешување на уставните судии, бидејќи досегашните уставни основи за разрешување се сосем мали и не се случило уставен судија да биде разрешен. Накратко, ова се новините, бидејќи сметаме дека најдобриот заштитник на граѓаните е интелектуалниот и научниот профил на судијата, кој што за жал е девалвиран во овие 30 години со констатација дека денес го имаме најслабиот убедливо персонален состав на Уставниот суд и во преодни и завршни одредби се предлага една револуционерна одредба, а тоа е принудна пензија на сегашниот состав на Уставниот суд. Тоа значи дека по сила на закон, доколку овој закон биде изгласан, сегашниот состав на Уставниот суд ќе престане да постои и ќе се премине кон комплетно нов избор на 9 нови уставни судии.